Следите дневник на К3. Добро вечер. Градоначалникот на Крива Паланка во обраќањето пред советниците на 28-та седница на Советот на општината даде отчет за сработеното во 2015-та, потенцирајќи кои проекти се од круцијално значење за подобрување на животот на граѓаните и развој и напредок на општината. Во обраќањето Алексовски нагласи дека сумирајќи ги годинашните резултати, локалната самоуправа веќе прави стратегија како поуспешно и продуктивно да се работи во наредната година. Рече 2015 е година одбележана со остварување на ветеното. Ќе започнам најпрво на инфраструктурен план. Направивме реконструкција и доасфалтирање на локален пат во село Конопница до место викано Спас во должина 350 метри, вредност 38.000 евра. Овој пат го реализиравме со средствата од проектот за реконструкција на локална патна мрежа, финансирано заемот на Светска банка преку јавното предпријатие за државни патишта. Исто така извршивме реконструкција и доасфалтирање на локалниот пат во село Градец, локација училиште и спосница на Свети Јаки Мосоговски во должина од 350 метри, вредност 1.200.000 денари преку Министерството за локална самоуправа, Бирото за регионален развој и општина Крива Паланка. Реконструирани се и асфалтирани 3 крака на улицата Лозановска во површина од над 1000 метри квадратни, а воедно извршена и санација на улица Лозановска, односно на делови од истата кои беа видно оштетени. Исто така се асфалтирани и други поголеми јавни површини во населба Единство, на улица Јане Јакимовски, кај Стар Амбар, кај медицински центар и други површини во вкупна површина од околу 2000 метри квадратни. Ја завршивме зградбата на историската фекална канализација Бојанов дол во должина од 1000 метри должни, вредност 6.800.000 денари преку проектот, преку грантот од Министерството за транспорт и врски средства од Европска банка за обнова и развој. Исто така завршена изградбата на зафатот на Станачка река и поврзување на постојниот систем за водоснабдување. Во овој контекст завршено и доопремувањето на фабриката за преработка на вода за пиење, каде што беше и уреден просторот околу филтер станицата и беше свечено пуштено во употреба. Вредноста на овој проект е околу 6 милиони денари, исто така грант од Министерството за транспорт и врски средства од Европска банка за обнова и развој. Проект со кој особено се гордее јавното приватно партнерство на општината, со кое се изградени мини хидроелектрани на цевководите од Калин камен и Станечка река. Успешно е завршен проектот за изградба на мини хидроцентрали на цевководите Калин камен Крива Паланка и цевководот станци фабрика за вода Крива Паланка. Во овој момент за овој проект може би е малку нескромно, но јас ќе кажам дека ова е проектот со кој се гордам и овој проект е направен лично по моја иницијатива и со моја несебична залажба, но и со помош на неколку државни службеници од општинската администрација кои беа активно вклучени во овој проект, на кои искрено им честитам и јавно им се заблагодарувам. Од овој проект во иднина општината ќе добива средства кои никогаш досега ниту ги имала, ниту ги планирала. Едноставно направив бизнис за општината, од што годишно ќе се инкасираат околу 70.000 евра. Воедно, без да вложиме ниту денар општински пари, добивме нов цевковод во должина од 6,5 км од стаклено-пластични цевки со рок на трајање од над 100 години и во вредност од околу 750.000 евра. Или вкупната вредност на овој проект изнесува околу 155 милиони денари. Овој наш проект, кој го реализиравме со јавно-приватно партнерство, како што знаете, свечено го пуштивме за празникот на градот на 8 октомври. Во моментот имаме неколку проекти кои ги работиме и кои се во тек на работа. Би рекол, најважниот проект за Крива Паланка водоснабдувањето на висока зона Лев брег, кој го реализираме преку грантот од Министерството за транспорт и врски со средствата од Европска банка за обнова и развој во вредност од околу 23 милиони денари. Со реализацијата на овој проект се предвидува решавање на водоснабдувањето на високите зони во Крива Паланка, каде што е предвидено и во моментот се гради нов дополнителен резервоар со капацитет за 350 метри кубни вода. Изградба на главен доводен цевковод во должина од 2890 метри, како и секундарна мрежа со посебен крак за населба Маневци во должина од над 2000 метри.
Поради моментално добрите временски услови на овој водовод, интензивно се работи и може да кажам дека над 50% од проектот е веќе завршен. Со овој проект практично се решава водоснабдувањето на Крива Паланка, Лев брег на сите оние населби кои досега имаа проблеми со водоснабдување. Истакна дека во 2015 се отпочнати неколку значајни проекти, од кои најважен е водоснабдување висока зона Лев брег на Крива река, кој се реализира преку грант од 23 милиони денари од Министерството за транспорт и врски, преку Европската банка за обнова и развој. Во 2016 се очекува да бидат реализирани повеќе проекти за асфалтирање на неколку патни правци во општината за кои веќе се обезбедени финанси, а ќе се градат и канализациони мрежи и фекална канализација во неколку населби и села. Ќе се гради така наречен руски пат со манастирот, пат во село Жидилово и во Калин Камен. Се планира изградба на водовод во село Луке и доизградба на Белевски дол. Во транзитниот центар Табановце денеска немаше ниту еден мигрант поради блокадата на гевгелиските таксисти на јужната граница. Последниве денови околу кампот поставена е жичена ограда. Пусто беше денеска во транзитно прифатниот пункт во Табановце. Мигранти не пристигнале со воз поради блокада на гевгелиските таксисти. Информираа денеска од невладините организации кои беа подготвени да пружат помош за бегалците. Неколкумина економски мигранти кои не сакаат да се вратат на јужната граница се единствените кои се сместени во монтажните објекти. Црвениот крст пружа помош 24 часа, поделени се во 4 тима. Во последно време доста често доаѓаат инвалидизирани лица кои се транспортираат до границата со Србија, каде што ги пречекуваат нивните колеги од Црвениот крст. Има доста така, имаме доста, располагаме со големи количини од тие работи, посебно кивињата, и ги делат нашите тога волонтери во центарот. И така, лекови имаме исто доста, така покриваме веćinom потребите. Едино само ако нешто нека е хронична болест, посебна, вака специфична, па тоа тогаш ке го, ако е тен хитно мора, па ке го обезбедиме, ке го пратиме во Команово или така. Облека и кебиња се најбарани во последно време. Студеното време ги мачи мигрантите кои бараат помош за настинки и кашлици. Тука сме 2 месеци, 2,5 месеци и предежно сме ориентирани на помош на мигрантите посебно ранливи категории, значи жени и деца. Значи тоа ни е главен значи таргет. Исто така и помагаме и во уредување на самиот камп. The past 2 days has been very quiet. Everybody has been stuck in Gevgelia, and so we do come out here to serve the little people that are, but we want to help everybody, and we cannot. So it's we are. Кампот забрзано се уредува. Изминативе денови поставени се 3 нови монтажни објекти, а како што претходно беше најавено, поставена и жичана ограда, која физички ги двои објектите на невладините организации. Градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово Драган Петковски, директорката на Националната установа Музеј Куманово Анита Цветановска и директорката на Средното училиште Перо Наков Лидија Тасевска по повод предстојните новогодишни и божични празници упатија честитка за новата 2016 година со многу здравје, бериќет и економска благосостојба. Многу здравје, успех, среќа и благосостојба, економски просперитет се само дел од пораките упатени за новата 2016 година од страна на градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово Драган Петковски, директорката на Националната установа Музеј Куманово Анита Цветановска и директорката на Средното училиште Перо Наков Лидија Тасевска. Поштувани граѓани, помина една многу тешка година, можеби најтешката во поновата историја на Република Македонија од независноста наму. Година полна со премрежија, безбедносната криза од мај, бегалската криза, политичката криза која тресе Република Македонија во тек на 2015 година, лошата економска состојба, голема економска миграција и селување на граѓани, нешто што во Македонија во поновата историја не беше се случувало. Нека новата 2016 година ни даде
прво на граѓаните на Кумано и Република Македонија. Здравје, среќа и економска благосостојба. Да се разрешат сите политички премрежја, да се влезе во нов период на градење на демократско, слободно општество кое ќе ги дава и врати надежите на младите луѓе да својата иднина ја градат токму во ова наша Македонија и наше Куманово. Нека се ви среќни новогодишните празници и божичните празници, многу здравје, среќа, економска благосостојба. Благодарам. Почитувани граѓани, изминуваат последниве часови од оваа 2015 година, која за нас, жителите на овој град, ќе остане во трајно сеќавање. Како година во која преживеавме нешто што би сакале никогаш повеќе да не ни се повтори. Меѓутоа, во оваа година покажавме доблест, цврстина и единство и во нетешките моменти, па со гордост може пред сите да кажеме ние сме кумановци. За следната 2016 година на сите наши сограѓани во име на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ на Куманово им посакуваме пред се добро здравје, среќа и беричет и да им се остварат сите желби како на приватен, личен, така и на професионален план. Успешно ја заокружуваме оваа година. Се надевам дека наредната 2016 година ќе бидеме уште поактивни, ќе имаме уште поголем број на проекти. Веќе во најава имаме уште неколку изложби закажани за втората половина на јануари, почетокот на февруари. Потоа почнуваме со делот меѓународни проекти, со археолошки искупувања, многу изложби, многу настани и се надевам дека пак ќе бидат задоволни и кумановската јавност, но и пошироко. Она што мене ми преостанува е да од името на Националната установа Музеј Куманово им посакам на сите граѓани најпрви ни пред се добро здравје, да бидат во кругот на најблиските, во кругот на семејството, да го поминат со многу љубов меѓу своите, а се останато, успехот, работата ќе си дојде само по себе. Со ова им ја честитам новата 2016 година, им посакувам се најдобро. Годината што изминува, 2015 година, со УПЕРО Наков Куманово ја завршува доста успешно. Ова година одбележавме 70 години од постоење на училиштето, имавме бројни награди, учества на многу надпревари и навистина сме задоволни. Затоа приликата ја користам на сите граѓани на општина Куманово, од името на вработените, на учениците од СОУПЕРО Наков Куманово, да им ја честитам новата 2016 година, да им посакам многу здравје, успех и спокојство. Истовремено посакувам да запишеме уште ученици, затоа што нашите струки се многу атрактивни, убави и мислам дека учениците имаат иднина со нив. И ние ви посакуваме празничните денови да ви бидат исполнети со благодет, среќа и радост во новата 2016 година, да ги славиме позитивните вредности кои ни зближуваат и поврзуваат. Општинската организација на Црвен крст Куманово одржа годишно собрание на кое беше направена ретроспектива за работењето, како и идните планови на организацијата. Успешна и ефективна ја оценуваат оваа година од Општинската организација на Црвен крст Куманово на годишното собрание кое се одржува на истекот на годината. Задоволни од сето она што е реализирано во 2015-та со надеж дека 2016-та ќе биде уште поуспешна, доколку се решат финансиските проблеми на организацијата, кои представуваат единствена пречка за да утврдените програмски активности се исполнат, истакна председателот на Општинската организација на Црвен крст Куманово Нухи Јусуфи. Тој се надеве дека со новите измени во Законот за работење на Црвениот крст, кои допрва треба да влезат во собраниска процедура, ќе се обезбедат дополнителни финансиски средства за непречено одвивање на работата. Ние во 2015 година, задоволни сме со нашите тековни работи кои ги обававме во програмска сфера на сите тие програмски активности кои ги има Црвениот крст, ги обававме. Мора да кажам дека не сме задоволни со финансиската ситуација која моментално ја има Црвениот крст. Очекуваме законот, некои закони за Црвениот крст да поминат на владена да влезат во владена процедура, да влезат во собрание, со кои ќе се доделат дополнителни средства на Црвениот крст
на Македонија, со кои се надевам дека ќе се подобри финансиската состојба на воопшто на Црвениот крст на Македонија, со кои ќе можеме нашите програмски активности да ги обавуваме непречено. На годишното собрание управата на Црвениот крст ја усвои програмата за 2016 година и активностите кои ќе се спроведуваат, а приоритети идната година за ова организација ќе биде справувањето со бегалската криза и со мигрантите кои доаѓаат на Табановце. Дополнение ќе биде бегалската криза која ја имаме во Табановце, во која ние сме активни од прв ден, значи таа ќе ни биде дополнување и ја мислам дека целата 2016 година ќе бидеме преокупирани со ова бегалска криза. Црвениот крст на Република Македонија е хуманитарна волонтерска организација која делува согласно основните принципи на меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина. На плоштадот во Куманово започна славењето за дочекот на новата година. Многу насмевки на малите лица можеше да се види со пристигањето на Дедо Мраз. Со поздрав од градоначалникот, почесниот граѓанин Луиза Винтон и Дедо Мраз започна дружењето. Програмата е предвидена да трае цел ден со настапи на народни и рок групи. На плоштадот во Куманово со настап на учениците од Оли Зордомис, лицата со посебни потреби од Порака наша, балетски студија и многу други, започна новогодишната програма. Најинтересен за децата беше Дедо Мраз, кој на присутните дечиња им додели пакетчиња. Среде соба високо, елката ни стои, и ја красати градски, војлјада бои. Пред присутните новата година им ја честиташе и постојаниот представник на UNDP Луиза Винтон, која е прогласена за почесен граѓанин на општина Куманово. UNDP has been very pleased to be part of your city this year, and I have been very honored to be named your honorary citizen. UNDP има чест да биде дел од ова денеска и во вашиот град, и јас оваа година бев номиниран избран почесен граѓанин на градот Куманово. Kumanovo has faced a lot of challenges this year, and just to thank you once again for your generosity and the spirit of human solidarity that you've sown. Куманово имаше тешка година и јас се користам оваа прилика да се заблагодарам за вашата улога во справување со овие тешки моменти. Градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски рече дека оваа 2015 година беше најтешката година досека и посека во новата 2016 година да има многу здравје, среќа и економски просперитет. Измина една година најтешка во историјата на независна Македонија, година полна со безбедносна криза, политичка, бегалска криза, економски пребрежја, се оно што се случуваше 2015 година нека не остане за нас, а 2016 година ви посакувам многу здравје, среќа, економски просперитет, да се врати во Македонија чувство на слобода, демократија, Македонија да биде место пристојно за живење, да градиме иднина за овие деца. Граѓаните на Куманово се задоволни што можат со дечињата да излезат и да се порадуваат со Дедо Мраз. Па добре, не е лоше. Само жално деца ще ги пуштива без пакетчиње по едно бомонче. Дали нема паре? По едно пакетче смрзнава се деца на вино. Срамота. Што посакувате вие во ова нова 2016 година? Посакуваме све најболje. Настане супер, да, дечиња су супер, само малко време е поладно, иначе програма е многу убава. Супер, многу убаво, тако и треба, и каде топло и каде ладно да има за деца забава. Што посакувате во новата 2016? Здравје, среќа. Многу убава, многу организирано и убаво. Само здравје и мир на секако. Во програмата е предвиден настап на тамбурашки оркестар, наши тамбураши, Челик бенд Бисери, Нино Величковски, Маргица Антевска, Таја Јовановска и Боби Амадеус. Од забавни рок групи Мартинијан Кириловски, AGQ бенд, Акрапет бенд, Конкрет Джангал, Мандари, 21 Фуснота и Емилија Дичковска. Во училишната зграда Партизан во Крива Паланка се одржа традиционален предновогодишен концерт на учениците од Нижо музичко училиште при основното општинско училиште Јоаким Крчовски во класа на професорката Лариса Жулина Митовски. Младици и надежни таленти пред присутните ги представија своите вештини со дела од класична и народна музика. Веќе
неколку години поред, членовите на музичките паралелки при основното општинско училиште Јоаким Крчовски во екот на новогодишните празници традиционално одржуваат концерти на кои ги презентираат научените музички вештини. Малите музичари во класа на професорката Лариса Жулина Митовски пред родителите и присутните се представија со соло и групни изведби на композиции од класична музика и современи автори, како и народни изведби. Вечерва се собравме да го одржиме нашиот обичаен традиционален предновогодишен концерт за нашите родители и гости. Учествуваат на концертот ученици од Нижо мужичко училиште при Јоаким Крчевски, Крива Паланка. Во мојата класа имаме 14 ученици, ќе се представиме со класична музика, современи автори и народна. Задоволството од предновогодишниот концерт беше повеќестрано, како на малите таленти и нивните професори, така и на родителите и сите влюбеници во класичната музика. Маја. Кажи ни со кои композиции ќе се представиш на концертот? Со соната и етида на клавир. Кажи ни колку време го посетуваш Нижото музичко училиште? 5 години. Добро, каде се имате настапувано? Во Бугарија, Гевгелија, Скопје. Кажи ни како се викаш? Марија. Со кои композиции ќе се представиш на концертот? Со Немир, Белолица, љубам јас и Арија. Од кого се тие, дали знаеш? Од Јохан Себастијан Бах и Белолица, љубам јас народна. Тодор. Колку години имаш? 7. Кажи ни со кои композиции ќе се представиш вечерва на концерт? Арија и Белолица, љубам јас и шпански танец. На кој инструмент свириш ти? На гитара. Како дел од подгревањето на празничната атмосфера, најмногу на задоволство на средношколците, кон крајот и на оваа календарска година традиционално се одржа предновогодишен хепенинг во Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Во нашето училиште постои една традиција секојаш пред нова година да имаме хепенинг кој го организира самите ученици. Се разбира дека на тој начин учениците да се забавуваат, фактички да многу нешта си кажат на себе, убави нешта и се разбира да на некој начин да ја испратиме 2015 година и посрекни да чекаме 2016 година. Се разбира дека овој момент ја користам приликата на сите мои ученици да ни посакам пред себе многу здравје, многу успех во 2016 година. Со другари кај другарка дома не се организиравме да одиме на страна, пошто така сакавме дома, во домашна атмосфера како секоја нова година што се слави. Ова новогодишна ноќ ја помена во Скопје со роднини, пријатели, другари, слично. Со пријателите заедно ќе се забавуваме во мојот дом. За нова година ќе бидеме во кафич со друштво. Јас на новата година ќе ја поминам со друштво. Во локала или во домашна? Домашна атмосфера.
Министерството за култура со 98% реализација на годишната програма. Од 2000 проекти на националните институции во областа на културата во 2015 80% се комплетно завршени. Останатите се во напредна фаза, рече на годишното обраќање министерот за култура Елизабета Канческа-Милевска. Од 2000 проекти на националните институции во областа на културата во 2015 80% се комплетно завршени, останатите се во напредна фаза, рече на годишното обраќање министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска. Меѓу нив е изградбата на концертната сала за Македонската филхармонија, возобновувањето на Свети Климентовиот универзитет на Плаошник, изградбата на турскиот и албанскиот театар. Почнати се нови градби на Струмичкиот театар, културно-образовен центар во Тетово. Министерката Канческа-Милевска потенцираше дека реализирани се 470 нови вработувања на актери, музичари, режисери, а доделено е 61 ново решение за национални пензии. Министерството откупило 99 уметнички дела од 81 реномиран македонски автор. Со националната стратегија за развој на културата во сите дејности, инвестирани се 15 милиони евра за стимулирање во сите дејности, откупи на композиции од класична музика, драмски субвенции на странски изведувачи кои ќе објават македонски дела. Канческа-Милевска најави дека наскоро ќе биде објавен тендер за обнова на гледалиштето на Римскиот театар во Скупи, кој ќе може да прими 9000 посетители, а главниот град ќе добие голем отворен театар. Во областа на археологијата се истражувало на 60 локалитети. Буџетот на Министерството за идната година е околу 4 милиарди денари, за разлика од лани зголемен е за 5,22%. Поранешниот гувернер на Американската сојузна држава Њујорк, Џорџ Патаки, се повлекува од трката за председател на САД. Свето денеска. Поранешниот гувернер на Американската сојузна држава Њујорк, Џорџ Патаки, планира да се повлече од трката за републиканската номинација за кандидат за председател на САД на изборите во 2016 година. Патаки ваквите своји планови ги обелоденил на средба со група негови приврзаници. Изборниот штаб на Патаки соопшти дека тој ќе излезе со официјална изјава без да ја прецизира нејзината содржина. Според анкетите на јавното мислење објавени во текот на декември, Патаки ужива околу 1% доверба на републиканските гласачи. Британскиот суд Олд Бејли ги прогласи за виновни сопружниците Мохамед Рехман и Сана Ахмед Кан за подготвување терористички напад во Лондон непосредно пред одбележувањето на 10 годишнината од бомбашките напади од 7 јули 2005 година во кои беа убиени 52 лица. Рехман преку интернет комуницирал со своји истомисленици, барејќи од нив совет каде да ја постави бомбата во лондонската подземна железница или во големиот и во секое време полн со луѓе шопинг центар Вестфилд. Во куќата на сопружниците во градот Рединг, југозападно од Лондон, полицијата открила хемикалии и други материјали за изработка на експлозивна направа. Сопружниците биле уапсени пред да се обидат да ја постават експлозивната направа на некој од планираните локации. Кандидатот за номинација на Демократската партија на американските председателски избори, Хилари Клинтон, изјави дека насилствата извршени од исламска држава против христијаните, ирачки јазиди и други верски малцинства на Блискиот Исток се геноцид. Тој термин носи правна конотација, изјави таа за време на кампања во Њу Хемшир. Сега сум сигурна дека имаме доволно докази дека тоа што се случува е геноцид, кој намерно е насочен на уништување животи и екзистенција на христијани и други верски малцинства, нагласи Клинтон. Кошаркарите на Куманово во есенскиот дел од домашното првенство го заслужија третото место. Ако се погледне ни се што помина екипата во овој период и многуте турбуленции кои го тресеа тимот, ефектот можеше да биде и на малку подобро ниво. Како и да е, 2016 е одлична шанса за Куманово. Со добра работа клубот може до големи успеси. Во новата сезона кошаркарите на Куманово влегоа со големи амбиции, а како главна цел која беше поставена е освојување на титулата. На почетокот на летото беше формиран и тимот засилен со неколку квалитетни кошаркари, а за тренер беше доведен Љубисов Луковиќ, на кого повторно му беше дадена шанса за докажување.
Меѓутоа, во првенството екипата играше мощне слабо, додека во ФИБА купот, иако од управата беше најавувано добар пласман, тоа сепак не се случи. Во Европа Куманово го заврши настапот на неславен начин, а во првенството агонијата и понатаму продолжи. Првиот логичен потез во таквата ситуација управата го направи со смена на тренерот Луковиќ, кој се покаже како недостоен за екипата. Во тие мигови беше отпуштен и Вукашин Мандич, но управата за многу кратко време го врати во екипата, што предизвика многу контроверзи во јавноста. Тренерската плака ја презеде Страшо Тодоровиќ, кој повторно се нафати на тешка мисија да го врати тимот. Незадоволен од целата состојба и однос кон него, најдобриот кошаркар до тој момент Урош Луковиќ си замине од екипата, што представуваше голем хендикеп под кошевите. Во меѓувреме во Куманово пристигна Бојан Трајковски, кој барем засега прикажува одлични игри, а истото се очекува и од второто големо засилување Марко Симоновски. Се на се, многу турбуленции во Куманово се случија во есенскиот дел, кој да се надеваме дека веќе се минато. Екипата конечно почна да игра подобро во домашното првенство, врза неколку победи, кои најавуваат дека во 2016 година Куманово ќе се бори за некој трофеј. Во овој момент, ако се погледне составот на Куманово, тој е одлично покриен на сите позиции, па поради тие причини треба да се биде оптимист. Почетокот на оваа сезона имавме пак некои мали турбуленции, некои послаби резултати него што очекувавме и се, али сега мислам дека со крајот на декември со некои измени во ростерот со доаѓањето на Бојан Трајковски, со доаѓањето на Марко Симоновски, мислам дека ќе се консолидираме и ќе биде подобро. 2016 година ние сме многу оптимисти во тој дел. Оптимисти мислам во еден дел каде што се потрудивме, значи да ги доведеме 20 репрезентативци. Тоа се Бојан Трајковски кој веќе почна да игра и Марко Симоновски кој го очекуваме од јануари да се приклучи на првата прозивка на Сашо Тодоровиќ која почнува веќе одма после Нова година на 4 јануари. Така да имаме амбиции затоа што сега ако погледнете составот на Куманово ние имаме една македонска репрезентација во мал. Значи Костовски, Караđовски, Маријан Јаневски, Бојан Трајковски, Марко Симоновски. Значи амбициите ни се да играме барем финале и да покушаме конечно да освоиме еден трофеј. Кошаркарскиот клуб Куманово располага со голем буџет за наши прилики, кој кошаркарите и стручниот штаб ќе треба да ги оправдаат пред кумановската јавност. Паузата е до шанса уште повеќе екипата да ги збие своите редови и до првиот напревар со работнички на 16 јануари да ја продолжи победничката серија. Дали во мај или јуни ќе се радуваме на некој успех на Куманово, останува да видиме. Исклучиво ќе зависи од кошаркарите кои ќе треба да вложат голем напор за остварување на поставените цели. Сдруженијето на пензионери Куманово ја прослави традиционалната новогодишна спортска вечер и на најдобрите спортисти им беа доделени благодарници и признанија за резултатите што тие ги постигнаа и ја најавија богатата програма за престојната 2016 година. Традиционална новогодишна спортска вечер во ресторан Грација одржаа Сдруженијето на пензионери Куманово, на која на најдобрите спортисти кои во текот на 2015 година постигнаа најдобри резултати на спортското поле им беа доделени благодарници и признанија. 2015 година нашето здружение ќе ја памети со извонредни резултати во своето работење. Ние и претходните години, а посебно ова година, се искачиме на пиедесталот на највисокото место во Република Македонија по организираноста, по резултатите што ги постигнуваме во сите сегменти на пензионерското организирање. Ние со тоа се гордееме, а ваква оцена беше дадена и на денешната седница на собранието на Сдруженијето на пензионерите од Куманово, каде што имаме прилика да ги разгледаме годишниот извештај за ова година и програмата за активности што треба да ги спроведеме во наредната 2016 година. За наредната 2016 година Сдруженијето на пензионери најавија нови проекти во кои очекуваат уште подобри резултати во однос на здравствената заштита на пензионерите, организација на клубовите на пензионерите, подобра работа на ограноци и културно-уметнички дејности. Се одиграа првите 3 надпревари во топ 16 фазата во кошаркарската Евролига. Олимпијакос славеше над Барселона, Химки беше подобар од ЦСКА Москва, а победа забележа и Уникаха. Меѓународен спорт.
Првите 3 надпревари од првото коло од топ 16 фазата од кошаркарската Евролига одиграни синоќа завршија со победи на домашните екипи. Олимпијакос пред своите навивачи ја совлада Барселона со 74-62, додека на вториот дуел од групата Ф во руската пресметка Химки славеше триумф на ЦСКА Москва со 91-89. Еден надпревар се одигра и во групата Е. Уникаха славеше победа на Дарушафака со 70-62. Вечерва се играа другите 5 надпревари од воведното коло од топ 16 фазата. Анадолу Ефес со Црвена звезда, ЦДВита Локомотив Кубан, Фенербахче Панатенаикос се среќаваат во Е групата, Жалгирис и Лаборал и Реал Мадрид Бамберг во Ф групата. Изминатава ноќ во НБА лигата неколку играчи беа и како расположени за игра. Леброн Джеймс со 34 поени го предводеше Кливленд до победа од 93-87 на гостувањето против Денвер, во чии редови се истакна и Никола Јокич со 10 поени и 7 скока. Кевин Дурант и Расел Вестбург пак заедно постигнаа 53 поени, што беше доволно за победа на Оклахома над Милвоки од 131-123. Исклучително возбудлив и ефикасен дуел беше одигран и во Хјустон, каде домашните нема решение за Ал Хорфорд, кој постигна 30 поени дополнети со 14 скока за триумф на Атланта од 121-115. Во преостанатите два дуели изминатава ноќ, Њујорк во својот Медисон Сквер Гарден славеше против Детройт со 108-96 со 24 поени на Кармело Ентони, додека Мемфис славеше против Мајами со 99-90 во продолжението, благодарение и на 23 поените и 8 скока на Марк Гасол. Денеска времето беше умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и студено. Во североисточните и источните предели ќе има услови за провајување на слаб снег, додека пак во југоисточните и јужните предели слаби врнежи од дожд кои во текот на ноќта ќе преминуваат во снег. Тоа беше се во дневникот. Имајте пријатна вечер со програмата на К3.